Господине Костовски, неколку дена неделат во крајот на ова многу нешто чудна година, година во која што ни се случи пандемијата, која сите сигурно ќе ја паметиме многу долго. Ако направите една ретроспектива, нели сите сега на крајот на годината го прават тоа, што е оно што ја одбележа годината за вас лично, освен тоа што годинава станавте пратеник во Суден? Благодарам, Никола, на можноста на вас лично и на порталот Кумановски муабети да има можност пред моите сограѓани кумановци да се обратам пред новогодишно, да продискутираме за актуелните теми, се со цел да видиме како личности, како луѓе, воедно и како политичари поблиску до граѓаните и да им ги доближиме нашите ставови на граѓаните. 2020 година започна многу амбициозно за сите нас, како на личен план, така и на општинствен план, па и на политички и партиски план. Годината започна нормално како секоја година, немавме воопшто индиции дека ќе ни се случи најголемото зло, пандемијата коронавирус. За жал, веќе од почетокот на февруари почнавме да ја живиме нашата нова реалност. Првен, секако мора да бидеме искрени самите меѓу себе дека не ни беше лесно да се навикнеме на изолации, на ограничени движења, ограничени контакти, социјални дистанци, така натаму и така натаму. Пред започнување на сите тие рестриктивни мерки, Социјалдемократскиот сојуз некаде во март месец го одржа својот конгрес на кој што ги истакна кандидатите за пратеници. На моје лично задоволство, партијата ми даде шанса и можност и признание воедно за целиот мој долгогодишен ангажман како член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија уште од 2000 година. Значи, добри 20 години сум во партијава. Ме кандидираше на 5-то место во изборната единица број 2, голема чест и обврска. Во тој момент се надеваме дека до завршување на мојот мандат ќе биде на истото она ниво и расположение кој што беше на почетокот. За жал, пандемијата земаше замав и јас, како и многумина, ако се сеќавате на моментот кога отпочнавме некои можности за отпочнување на кампањата, кога беше Сања Лукаревска, јас и министерот за внатрешни работи, тогашен премиер Оливер Спасовски, бевме во изолација, па на некој начин ги искусивме, ги осетивме и оние работи што се вика самоизолација, седење дома и така натаму и така натаму. За среќа бев негативен, целото моје семејство беше негативно. Потоа дојде летниот период, спремање за кампања, можноста дали ќе има избори, нема да има избори. После долго преговарање на двете политички партии, најдовме можност 15 јули да има изборен ден со сите протоколи. Кампањата ја спроведовме максимално сигурно, почитувајќи ги сите препораки на здравствените институции, особено на Комисијата за заразни болести. Јас по 6 пат бев, иако кандидат за пратеник, по 6 пат бев и шеф на општински изборен штаб, што беше и додатна мотивација, меѓутоа и додатна обврска. Знаете како, треба да спремате говори, настапи со граѓани и така натаму, меѓутоа на крајот од денот мора да направите план, програма за акција како ќе настапува општинскиот изборен штаб, што треба да понуди на граѓаните, како да ја осмислите целокупната кампања, се со цел да направиме добри резултати. За моја среќа, за среќа на општинската организација, можам слободно да кажам и на среќа на сите нас кумановци, партијата доби огромна поддршка и уште еднаш кумановци покажа дека се одважни луѓе, дека се храбри луѓе, дека се паметни луѓе, кои што знаат да го почувствуваат моментот на искреноста при самата политичка, односно партиска програма во самата кампања. Освоивме над 17.000 гласови, приближно околу 3700 гласа победа, наспроти нашиот опонент политички ВМРО ДПМН. Влеговме јас и Оливер Спасовски во Кумановци, потоа имаше можност при почетокот на собранието, определени луѓе од самата листа во изборна единица 2 да одат на други позиции и функции, па така да сега во моментот сме тројца кумановци, јас, колешката Лидија Тасевска и Мирослав Јовановиќ. Искрено едно ново искуство, нов предизвик на мене, за мене како пратеник. Јас сум по природа и карактер човек кој што сака нови предизвици, сакам да испробам нови работи, а при тоа и да бидам најдобар во нив. Се трудам максимално да дадам допринос како во работата на собранието, така и во заштитата и унапредувањето на интересите на градот Куманово. Верувајте дека овие 4 години како пратеник ќе направам се, барем еден чекор Куманово да оди подобро и уште повеќе во делот на инвестициите и подобриот живот на граѓаните од што беше пред да бидам пратеник.
И споменавте и сами тие вонредни состојби и полициски часови, некако Куманово и тука беше прв град кој што имаше можност да ги искуси овие непријатни состојби. Колку тие полициски часови целокупните тие рестрикции влијае на самата економија? Можеме ли како држава да издржиме уште долго, тоест економијата да издржи уште долго со овие рестрикции? За жал, Куманово по многу други работи, така и во оваа работа беше во топ приоритетите во првите 5 места во однос на корона кризата и некако континуирано како град по бројка на заболени, инфицирани од коронавирусот, бевме на добро второ место после Скопје како најголем град и општини, повеќе во градот Скопје. Меѓутоа некако како поменуваше времето, кумановци како граѓани ја увидоа сериозноста на самата опасност од коронавирусот, па така сме сега некое 4-5 место, имаме градови кои што е Прилеп, Тетово, Гостивар, што има далеку поголем број на инфицирани заразени од коронавирусот. Ме прашавте дали и како реагираше корона кризата на економијата. Многу поголеми земји од нас, многу поразвиени држави, како демократски, а пред се и економски, ги осетија ударите врз економијата што ги предизвика ваквата пандемија после 100 години. Во човештвото, за жал и нашата држава не беше поштедена од таквиот удар. Наследивме земја. Не сакам во овие интервјуа, во овие разговори со новинарите да правам целосна паралела какво било ВМРО, какво било СДСМ. Мислам, на мене ми е досадно, а се надевам и сум сигурен впрочем дека на граѓаните ми више преку глава да правиме паралела во меѓусебни оптужувања кој како и што направи. Сепак има избори, има кампања кога ќе се потенцира тоа. Сега разговараме за некои поконкретни работи. Кумановското стопанство, кумановската економија и текако ги осети ударите од оваа корона криза. Разговарам секојдневно со мои пријатели, познаници, со граѓани кои што се определени сопственици и стопанственици на определени субјекти и сите се жалат. Владата излезе со скоро 1 милиарда евра подршка во 4 пакета кои што беа насочени дел од техничката влада, а потоа третиот и четвртиот пакети во постизборниот период после 15 јули 2020 и приближно 1 милиарда и 100 000 евра беа доделени на граѓаните на Република Северна Македонија во поглед на подршка пред се на здравствениот систем, на економијата, на социјално загрозените категории, на социјалата воопшто, се со цел да се ублажи ударот од ваквата криза. Не викам дека е доволно, меѓутоа беше навремено и беше некако проектирано и насочено токму кон оние на кои што им беше најпотребно тоа. Знаете дека во моментот, денеска сме крај на декември месец, пред неколку дена пред Нова година, започна исплатата на оние 6000 денари за сите оние пасивни баратели на работа, самохрани родители и така натаму и така натаму. Пред некој ден го донесовме и буџетот, со што ваквата подршка во економијата пред се ќе продолжи во 2021 година, каде што мора да бидеме искрени, реални, нема пандемијата на 1.1.2021 да ја снема, ќе биде присутна, меѓутоа со самото вакцинирање се надевам дека ќе биде вразумена оваа пандемија и ставена во рамки на контрола. Споменавте вакцинирање, ќе се вакцинирате ли ви? Да, јас ќе бидам еден од првите политичари кои што ќе се вакцинираат во нашата држава. Верувам во исправноста и потребата, а пред се сигурноста на оваа вакцина и имам категорично негативен став против оние антиваксери кои што со непотполно стручно знаење истапуваат во јавноста, ја напаѓаат вакцинацијата, шират фейк њуз и така натаму и така натаму. Мислам дека вакцината е неопходна во овој момент и лично јас, доколку спаѓам во категоријата која што треба да ја прими вакцината, секако ќе бидам еден од првите. Знаеме дека редоследот денеска го кажа и од владата дека први ќе ја примат вакцината оние што се на браникот со самата борба против коронавирусот, тоа се медицинските работници, лекарите и сите оние придружни категории на луѓе кои што работат заедно со докторите, хронично болните, луѓе со определена старосна возраст над 60 на години, меѓутоа нормално како ќе пристига количини на вакцина, така и целото население ќе биде вакцинирано. Од опозицијата често можеше да се слушне дека министерот за здравство Венко Филипчев и целата влада лоше менаџираат самата корона криза, самата пандемија и дека мерките кои се преземаат не дават резултати.
Каков е вашиот став на овие, хајде да така речеме, обвинувања кои што спрестинуваат од Улогата и обврската на опозицијата е да биде коректив на власта и доколку е тоа добронамерно е потребно и е добре дојдено за секоја власт, бидејќи секоја власт можеби нема доволен увид во грешките и пропустите што ги прави. Меѓутоа, да напаѓате човек кој што имаше среќа или несреќа, а повеќе несреќа, да биде министар за здравство во време на пандемија, е некоректно во најмала рака на зборот. Секако и да го прашате и Венко Филипче лично ќе ви каже дека имал таква среќа. Секој сака да биде министар за здравство во некои подобри услови каде што ќе реновираме и амбуланти, и болници и така натаму, меѓутоа ние сме луѓе кои што живееме во моментот на таква пандемија и даваме се што може да биде најдобро од нас, целото наше знаење и посветеност, со цел да одговориме најдобро на позициите со кои се носиме. Венко Филипче, според моје лично убедување и според убедувањето и видливоста на расположението на најголемиот дел од граѓаните, сосема солидно се справува со кризата во здравствениот систем, а владата, како што кажав и во дел на техничкото функционирање на владата, кога нашиот сограѓанин Оливер Спасовски беше премиер, и по завршувањето на изборите, мислам дека со навремените 4 пакети на антикризни корона мерки се справува солидно во делот на здравствената криза. При тоа не смееме да заборавиме кој ги обструираше 19 ковид болници со непотпишување на заемот од 90 милиони евра од Светска банка. Тоа беше делегираниот заменик дополнителен министар во финансии од редовите на ВМРО ДПМН. Сето тоа што се вика политика во време на коронавирус е недозволиво. Сепак сме луѓе, сепак треба да се почитуваме, да си подадеме рака и да изменаџираме на најдобар можен начин кога тоа е потребно. А сега е потребно да бидеме и хумани, да бидеме и човек на човек, да не бидеме волк. Ако нешто ја одбележа годинава што изминува освен пандемијата, тука е секако сите овие случувања и во последно време многу актуелни со соседна Бугарија. Постојано говориме дека Бугарија ни е пријателска земја, но некако се остава впечаток дека тоа пријателство се повеќе станува едностранно. Реакциите на граѓаните беа бурни по тоа фамозно интервју на председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев. Сметате ли дека една пријателска земја, ако веќе така се нарекуваме со Бугарија, може да застане на нечи евроинтегративен пат? Апсолутно, горчината од чувството на што официјални, што и неофицијални ставови од официјална Софија не погаѓаат сите нас. Меѓутоа, треба да се верува во пријателство. Треба да се верува во можноста да ги доближиме нашите народи на едно подобро завидно ниво, каде што ќе биде само од интерес на тие граѓани. Со потпишувањето на договорот за добрососедство 2017 година отпочнавме и тоа беше признаено и од светот, а особено од Европската унија, за еден исчекор што го направи Зоран Заев и СДСМ во насока на решавање на проблемите со нашите соседи. Знаете, со потпишувањето на Преспанскиот договор, ние веќе немаме отворени прашања до овој момент со ветото од Бугарија со ниту една соседна земја. Имаме коректни односи со Србија, коректни односи со Албанија, со Косово и така натаму. Меѓутоа, можноста да се направи нешто повеќе патриотски за својот народ е токму да овозможиш на тој народ да живее подобро. Многу лесно ќе му беше на Зоран Заев да седеше статус кво, ќе му проминеше еден мандат, дизавме патриотизам целовремено, меѓутоа Зоран Заев и сите ние, вклучително и јас како и председател на општинска организација како пратеник, се впуштивме во решавање на децениски проблеми кои што беа камен на сопнување за нашата држава. Гледате дека деценискиот сон, како на нас можеме да кажеме слободно, така и на нашите родители, влез во НАТО е наша реалност. Ние сме 30-та земја членка на НАТО. Сите политички партии, лидери од 91 година од осамостојувањето на нашата држава па до ден денеска зборуваат за евроинтеграции, за НАТО и така натаму, меѓутоа никој немаше доволно храброст, мудрост, а пред се одлучност да ги отвори, да ги затвори отворените прашања. Јас се надевам искрено дека определените структури во Бугарија кои што се насочени кон билдање на рейтингот на претстојните избори во март, токму во тој правец ги даваат тие за нас горчливи изјави кои што под еднакво имене, вклучително како македонец кој што зборува македонски јазик, ме повредија. Меѓутоа, за да се реши еден проблем, треба двајца.
Мислам дека по завршувањето на изборите во Република Бугарија сериозно ќе се смени и ставот во делот на односот кон решавањето на проблемот за нашето опочнување на преговори со Европската унија. Несомнено темата нели е многу прашена. Еден од оние кои што беа најгласни, кој рече не тоа што го правиме, не треба да го правиме така, беше Кумановскиот градоначалник. Какви се вашите мислења во однос на тие негови изречени ставови со кои веројатно Сега дека сум запознаен и имавме можности на неколку седници на извршниот одбор токму за такви работи да разговараме. Јас со Максим сум партиски другар. Заедно делиме едно убаво време во нашата партија, повеќе од 20 години. Тој е повозрастен од мене и по стар член од мене. Лично не се сложувам со таквите негови изјави. Не од тоа дека погрешно ги толкува историските факти и случувања и настани, туку напротив за можноста еден градоначалник на општина Куманово нема потреба да се вклучува во надворешна политика, во дипломатија и така натаму да коментира изјави на званични политичари што македонски, што бугарски. Мислам дека местото на нашиот градоначалник е тука во општина Куманово да го подобри инфраструктурниот живот на граѓаните, комуналните услови да ги издигне на едно повисоко ниво. Впрочем и тоа затоа е биран секој градоначалник на една локална самоуправа. Тоа се негови лични ставови, ние како општинска организација се оградивме од таквите ставови и ги осудивме во самиот момент. Се надевам дека Максим немал лоша намера сето тоа да го направи, да го каже, туку напротив да едноставно го изрази својот личен став. Ние сме демократска партија, го почитуваме личниот став, меѓутоа официјалноста на партискиот став се донесува на состаноци на тела и органи на партијата. Каква е соработката, кога веќе го споменавме Кумановскиот градоначалник, вие како пратеник од една страна од Куманово, тој како градоначалник, дали можеби сте разговарале за проекти кои што треба да бидат од суштинско значење за Куманово, вие да извршите некој лобирање во законодавно? Секако дека ние сме, како што кажав, партиски другари кои што имаме можеби не секојдневна комуникација, меѓутоа имаме доволно комуникација за да иструкаме некој новитет за Куманово, да привлечеме некоја нова инвестиција или определени средства од буџетот на државата во рамки на локалната самоуправа. При тоа разговараме за сите оние останати теми како што е проблемите во јавните претпријатија, локалната самоуправа, образованието и сето оно што е под надлежности на локалната самоуправа. Јас искрено како човек никогаш не сум задоволен со тоа што е сработено во моментот. Мислам дека Куманово може многу повеќе. Знам дека Куманово заслужува многу повеќе, а се надевам дека во наредниот период Куманово ќе добие уште многу повеќе. Разговаравме, првата средба ни беше во делот на ребалансот, каде што требаше да ги разгледаме амандманите поднесени од самата опозиција, разговаравме за можноста да се вметне нешто во новиот буџет, бидејќи во самиот буџет за 2021 година, освен завршувањето на магистралниот регионалниот пат од населба Карпош до Страцин ќе биде завршена. При тоа беа сите регионални патишта во околината на Куманово завршени. Тука е долгогодишниот проблем за гасифицирање на Центарот за култура Трајко Прокопиев, се обезбедени средства. Вчера на мојот Facebook пејдж објавив дека се одобрени средства за реконструкција на театарот, што е исто така одлична работа за нас како кумановци. Во буџетот на Министерството за внатрешни работи е најавено целосно реконструирање на полициската станица во Куманово. Се надевам и одвај чекам искрено да ви кажам да се гасифицира и градската болница во Куманово. Со една единствена причина да се намали загадувањето во Куманово. Јас сум поборник на зелените политики, односно за чиста животна средина и стапката на високиот степен на загаденост во Куманово ќе падне. Впрочем, тука е главниот проблем, можеби кумановци го знаат, можеби не го знаат, меѓутоа сенам дека е битно да се потенцира дека мерачот за загаденост на воздухот се наоѓа во кругот на болницата. Општата болница во Куманово се грее на мазут. Со самото гасифицирање на болницата, верувате дека можеби не е ова теорија на заговор, меѓутоа се надевам дека ќе се намали многу кратно стапката на загаденост во нашиот град. Споменавте веќе некои проекти и во предизборието и вие и вашиот лидер Зоран Заев споменувавте Куманово, државата треба да му се одолжи на Куманово, алудирајќи нели на претходните години кога ВМРО не беше на власти, реално малку беше сработено за Куманово.
Сметавте ли лично дека како партија на власта еве неколку години веќе му се одолжите? Апсолутно ќе одговорам со зборот да. Меѓутоа, секогаш може повеќе, може и подобро. И верувајте дека како партиски членови и истурени членови или носители на некои позиции во партијата се водиме со тие зборови, дека секогаш може повеќе, секогаш може подобро. Пред 2 или 3 дена направивме пресконференција каде што јас ја водев за реконструкција на Искрениот мост. Реконструкција која што е 1,9 милиони евра. При тоа кажа дека се реконструирани сите регионални патишта во делот на Куманово. Тоа е се што беше потребно овие 30-40 години како еден од основните проблеми на кумановци. Меѓутоа тоа не е доволно. Неколку пати премиерот Зоран Заев потенцираше дека во наредниот период ќе покажеме како се држи час по економија. И верувајте дека некако колективната меморија кај сите нас, вклучително и мене, е на некое не толку завидно ниво. Сите некако заборавивме дека минималната плата беше 8.500 денари. Сега имаме плата 14,500 денари. Не викам дека е доволно, меѓутоа е многу повеќе од тоа што беше. Со самото тоа, мислам дека во Куманово според последните статистики има близу 13.500 вработени кумановци. Голем дел од тие земаат минимална плата. Официјално вчера излезе Заводот за статистика каде кажува дека просечната плата за 470 денари не го достигнува ветувањето од 500 евра. Меѓутоа, ефективно не сме 4 години на власт. Значи, тоа предизборно ветување СДСМ како партија го исполни. И тоа е за почит, тоа е за поздрав. Во делот на економските инвестиции, секој на лична основа лобира, меѓутоа најголемата желба е кај мене како пратеник, кај Лидија, кај Оливер Спасовски како министер, да привлечеме што повеќе инвестиции во Куманово. Јас повторно ќе потенцирам дека во јавност излегува со информација пред некаде околу 2 или 3 месеци за рестартирањето на тутунскиот комбинат во Куманово. Тоа е желба председна премиерот Зоран Заев и успехот е што основната дејност на таа зграда како зграда најлесно беше по расчистувањето на сопственоста, тоа земјиште да се продаваше како земјиште, да се градат згради или не знам што, меѓутоа функцијата и дејноста да остане тутунски комбинат е голем успех за кумановци. Се надеваме дека во краток временски период ќе се рестартира работењето на тутунскиот комбинат во Куманово и ќе имаме приближно 1000 вработувања во тој дел. Имаме уште некои разговори за определени инвестиции кои во интерес на самото договарање и во интерес на пиарот на партијата нема да ги потенцирам денеска, туку се надевам дека во блиска иднина заедно и со премиерот и со останатите носители на партиски или општествени функции ќе излеземе пред јавноста да ги соопштиме. Споменавте тутунскиот комбинат, кога веќе зборуваме за реконструкција, обнови, во кампањата излеговте со план за обнова на Соколана, на спортска сала како објекти кои што се храмови на спортот во Куманово. Каде се овие проекти со оглед на тоа дека или веќе ги дадовте во владение на општина Куманово и најавивте одредена финансиска помош за нивно враќање во опција? Трите проекти со кои излеговме пред кумановци сега во јули месец токму беше реконструкција на споменик Костурница како споменик од историско наследство од Втората светска војна, спортската сала, градски храм, убавица на спортот, каде што многу генерации пред нас ги славеле спортските успеси на нашите сограѓани и нормално Соколана, која што е синоним на архитектурата од 20-30 години на претходниот век. Веќе во самиот ребаланс за 2020 година, за последниот квартал на ребалансот што го донесовме, се одделија 7 милиони денари за почеток на реконструкција на Соколана. Веќе ги исполнуваме нашите предизборни ветувања. Во делот на обврската, Стојка градоначалник да обезбеди дополнителни средства, а нормално дека 7 милиони денари се сосема доволно средства да се отпочне со реконструкција на Соколана. Се надевам дека и временските услови ќе не бидат во прилог по завршувањето на новогодишните божичните празници или некако половина јануари ни е во Славља, втората половина на јануари ќе се почне интензивно да се работи со самата реконструкција. Пред неколку дена вие споменавте кога донесовте буџетот, веќе споменавте нешто што се предвидува за Куманово, што главно ќе се стави фокус во 2021, претпоставувам освен справување со последиците на останатите ковид криза. Апсолутно, овој буџет што е донесен после напорни 15 дена дебата во самото собрание, 10 дена беше комисиска дебата, каде што повторно над 500 амандмани беа поднесени од страна на опозицијата
и тој толку познат текст, еден филибастеринг што го кажуваат во последно време, не беше случај на изземање и во однос на буџетот. Имаше небулозни амандмани за се и се што, меѓутоа овој граѓански буџет потекнува токму од основните потреби на граѓаните. Основната потреба за 2021 година е стопирање и запирање и ставање под контрола на вирусот корона, и тоа е така и мора да биде така. Втората работа која што ќе допринесе највеќе од овој буџет е економското закрепнување на самата држава. Сите оние економски проблеми што ги има предпријатијата, стопанството генерално е во голема мера вклучено во компонентите и ставките на самото буџетско решение, и евроинтеграцијскиот процес е на високо место на приоритети во самата буџетска политика на владата на Република Северна Македонија, со што се надеваме, работиме, правиме се што е потребно за да се отпочнат преговорите на почетокот на следната година, апропо споменатиот проблем со Република Бугарија. И добро е што рефлексијата на овој буџет е во очите на граѓаните да имаат сигурност дека државата е тука за граѓаните. Државата е потребна за македонците, албанците, турците, власите, ромите, бошњаците и сите што живеат во нашата убава држава, да се почувствуваат сигурни зашто државата има позади себе. Тоа го докажавме со изминатите политики кои што беа направени во 2020 година, а уште повеќе граѓаните ќе ги почувствуваат во 2021 година. Освен што сте пратеник, вие во исто време сте и председател на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово, некако во последни години се создава некаква слика во јавноста дека партијата има повеќе фракции, дека работат разделено, дека не се обединети. Каков е вашиот став по тоа, односно тоа прашање, ако навистина има фракции, сметате ли дека тоа може да биде проблем за евентуални следни избори? Народски кажано, жаргонот фракција можеби ќе се оправда во кулуарите на нашите сограѓани, меѓутоа во политичката наука зборот фракција е сосема нешто посериозно и поголемо од она што нашите сограѓани го дискутираат, а впрочем и јас на неформални средби со моите сопартици. Фракција не постои, не постојат фракции и фракционерство во општинската организација во Куманово. Јас сум од 2013 година со последните статутарни измени, кога председателот на партијата Зоран Заев имаше можност да поставува, односно именува председатели, веќе трет мандат. На моје општо задоволство сум 6 пати до сега именуван за шеф на општински изборен штаб, имам 6 убедливи победи на чело на општинската организација на СДСМ Куманово. СДСМ Куманово брои приближно 7000 члена. СДСМ Куманово е синоним, име и презиме за пркоста, храброста, солидарноста, еднаквоста и праведноста во однос на она што се основни темели на социјалдемократијата. СДСМ Куманово сегаш ги почитува различните мислења. Тоа го разговаравме во претходната тема во поглед на однесувањето и ставовите на Максим како градоначалник. Меѓутоа СДСМ Куманово чудна работа е, имаме различни мислења, меѓутоа кога ќе дојде кампања дава испорачува најдобри резултати. Тоа е доказ и ова 2020 година на предвремените парламентарни избори, каде што општинската организација на СДСМ Куманово го даде вториот најдобар резултат за СДСМ на државно ниво. Општина Центар имаше победа со 4100 гласа, општинска организација на СДСМ Куманово со 3700 гласа. СДСМ Куманово во очите на граѓаните како партија наследник на Сојузот на комунистите, а потоа и партијата СКМ ПДП, па во последна форма 91 година како Социјалдемократски сојуз на Македонија, е представник на левата опција, лево блиско до центар, со цел да ги унапредуваме модерните политики на социјалдемократијата. При тоа ги кажав, праведноста, солидарноста, еднаквоста, социјална држава, работникот во фокусот на општественото живење, таа средна класа да може да се одржи на едно завидно ниво, да ги класните разлики сведеме на минимум, каде што ќе немаме енормно богати луѓе и енормно сиромашни луѓе, туку онаа средна класа можеби од времето на нашите родители кои што толку многу ја зборат и што дури и ние помалку се сеќаваме, е во фокусот на модерната социјалдемократија. Општинската организација на СДСМ Куманово на најдобар, најдемократски, најцивилизиран начин и во наредниот период ќе продолжи да ги дава своите кадри, вклучително и кадрите на локалните избори следната година. Новитет во партијата, да не забораваме да потенцираме дека во последните статутарни измени на Конгресот
пред месец и пол што го направивме како партија, се демократизираме одвнатре. За прв пат, не на Балканот, можеби и пошироко, во југоисточна Европа сме мала земја која што има една партија што се вика Социјалдемократски сојуз, која што е пример за внатре партиската демократичност. На следниот конгрес, значи, ќе имаме можност председателот на партијата да го бираме на непосредни избори. Значи, целокупното членство го ставаме во втор план делегацијот систем. Не е како досега, секоја општинска организација даде определен број на делегати, поучествува на конгрес со 725 делегати. Туку напротив, ќе има реевиденција на членството, секој што сака да биде активен член и да остане на партијата, ќе има своја членска книшка и со таа членска книшка на денот на изборите ќе дојде за глас. Први ќе го бираме раководството на партијата во април, мај месец на таквите непосредни избори, а наша интенција е со промена на изборниот законник да ги отвориме листите на непосредно бирање дури и на локалните избори во октомври или ноември месец кога ги дасе за советничките листи. И е одлична можност, нели, нашата општина со 33 советника во Советот на општина Куманово, сите поднесуваме листи од 33 кандидати, СДСМ коалицијата, па нема воопшто да има неможност и 33-тиот да влезе. И 27-тиот, и 1-тиот, и 15-тиот, и така натаму. Можноста преку непосредните листи е во нашата перцепција ќе дадеме простор на квалитетот на индивидуата како кандидат да биде препознаена во очите на јавност, односно во очите на нашите сограѓани. Веќе ги чекнавме локалните избори кои што ни предстојат. Какво има ли некој расположение во партијата со оглед нели Димитриевски најави дека има жалба за нов мандат, меѓутоа партиските информации и шпекулации говорат дека ќе има и други заинтересирани. Каква е состојбата моментално во партијата или се уште сме далеку од размислување за евентуален нов кандидат? Па видите вака, не сме далеку, меѓутоа ова го кажувам дека не сме далеку врз основа и на ставот на централното партиско раководство на партијата, каде што на една од последните седници на Централниот одбор на партијата беше потенцирано дека во оние општини каде што СДСМ е сигурно во победата на определени личности и индивидуи за кандидати за претстојните локални избори ќе излезе уште на почетокот на самата година. Мислам дека состојбата во Куманово е таква каде што има можност и определени други наши сопартици да дадат своја кандидатура, да ја истакнат во јавност својата кандидатура и тоа е потполно демократично и легитимно. Затоа, ако немаш ти амбиција во политиката, не треба воопшто да се занимаваш и да се некако да не работиш политички работи. Токму затоа амбицијата е можноста да дадеш уште повеќе и да се докажеш во некои нови предизвици. Јас се надевам дека сме ние извор на добри кандидати, на добри сопартици кои што пред се е најбитно да го држиме курсот на победите на социјалдемократијата во Куманово и како што многу пати сум кажал на собраниската говорница, 30 години кумановци гласат за СДСМ, секако дека препознале нешто добро во таа партија. Јас сум бескрено благодарен на моите кумановци што ми даваат поддршка си од овој период од неполни 3 децении, се надевам дека и во следните изборни циклуси ќе остане така. Какви се вашите лични амбиции за 2021, ако зборуваме за политика? Јас сум актуелен пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Сите мои ангажмани, целата моја енергија посветено се вложени во делот на доброто представување на Куманово, на општинската организација на кумановци во Собранието на нашата држава. Значи, прв мандат ми е, сакам да дадам сериозен допринос, меѓутоа секако ќе ги почитувам сите одлуки на централата, на желбата на кумановци и нормално ќе се направат и анкети, и рейтинг листи и мислам дека во тој дел се уште рано да се зборува, меѓутоа како што кажав, социјалдемократите во Куманово имаат навистина голема лепеза на квалитетни кадри кои што ќе одговорат на секоја позиција. Пред да завршиме ова интервју, освен нели 2021 да биде година во која ќе заборавиме на пандемијата, што друго ќе им посакате на граѓаните? Не можам да посакам ништо друго ако не е прво здравје. Мислам дека, а тука и ќе апелирам пред моите сограѓани кумановци, да останеме во своите домови, во кругот на најблиските, да го сочуваме здравјето
Многу пати во неформални средби знам да кажам, сега битно е ова зима да преживееме за да може подоцна да живееме. На сите ни фалат и социјалните контакти, и дружењата, и кафеаните, и дружбите, меѓутоа што да правиме кога сме генерација која што еднаш во 100 години ја живее ова пандемија, за наша среќа или несреќа ова е некоја нова искуство, нова реалност, меѓутоа најлошо е што голем дел од нашите сограѓани ги изгубија животите, не успеа да ја преживеат оваа катастрофална пандемија и најбитно од се е здравјето. Кога сте здрав човек, можете се. Затоа, почитувани кумановци, нека ни е среќна 2021 година. Никола, ви посакувам и на вас и вашата реакција, пред се здравје и успех во професионалната работа и дозволете ми тука да го кажам мојата искрена пофалба за вас како медиум кој што екзистира на медиумскиот простор во нашата општина. Благодарам, господин Негословски, и за пофалбите и за ово интервју. Се надевам дека следното интервју ќе ни биде во малку поразлични услови и ќе зборуваме за малку повторно. Секако дека е така, ти ги почитуваш протоколите, носиш маска, имаме социјална дистанца, мислам дека ова ќе биде вакво последно интервју во вакви околности. Да сме живи и здрави. Благодарам.